Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата TV103 со своето 85-то издание, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни предсес ТВ серии, односно денес ќе ви говорам за една стриминг серија која што е поврзана за еден енигматичен криминалистички случај кој што никако не може да се расветли со сигурност и да се дојде некако до вистината. Единствениот непобивли факт е дека Кетлин Питерсон е најдена мртва на скалите во незиниот дом со телесни повреди и крварење по зидовите. Се друго е сомнително и недокажливо. Главниот осомничен се разбира дека е сопругот, но доказите и мотивите не може со сигурност да кажеме дека посочуваат на него дека е всушност тој извршителот или е само натажениот сопруг кој ја наоѓа мртва својата сопруга во домот. Овој случај е причината зашто денес имате можност да гледате криминалистички документарни серии на стриминг каналите, затоа што заедно со Jinx се првите документарни серијали кои го привлекоа светското внимание и го започнаа пред се трендото кој што, например, Netflix најмногу капитализира од тие документаристички криминалистични ТВ серии пред се. Меѓутоа, денес ќе станува збор за серијата The Staircase, која што е работена за HBO Max, за во играна форма, која што го разглобува случајот за смртта на Кетлин Питерсон. А на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете две композиции од бендот Black Lung, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Балтимор, од Мериленд, односно од домот на Џон Уотерс. Овие момци се составени пред се од тој психоделичен heavy psych, односно призвук кој што го имаат во комбинација со некаква си постпанкерска, многу минималистичка жичка, меѓутоа сепак акцентот е ставен повеќе и на пустинскиот звук, но и на психоделичниот вајб кој што го негуваат овие момци од Балтимор, со тоа што го слушнавте композициите Demons и Dark Waves од албумот кој што се нарекува Dark Waves, а во продолжение ќе слушнеме уште една композиција од овој албум, односно ќе ја слушнеме The Cog, една прилично блузерска творба која што имаат оставено за себе, што говори за разноврсноста на музичкиот пристап кој што го имаат овие мајстори на модерната музика. А доколку сакате да дознаете како Кетлин Питерсон завршува мртва на скалилата, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енимите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 85-тото се извинувам издание на емисијата ТВ 103, за која што ќе ви говорам за ТВ серијата The Staircase. Тоа е американска стриминг криминалистичка мелодрама, создадена од страна на Антонио Кампос. Јас сум запознат со неговите творби уште од 2005 година, тој го сними енигматичниот Buy It Now. Потоа го режираше After School 2008, потоа хорор филмот Simon Killer од 2012, па премине на травматичната ТВ драма Кристин од 2016, па Netflix му дадоа простор да го сними The Devil All the Time во 2020, а продуцент е и на Марси Мей, Марлин, се извинувам, Джеймс Уайт, Пирсинг и извршен продуцент е на The Eyes of My Mother. Секако има режирано епизоди од The Punisher, Sinner и Homemade. ТВ серијата The Staircase се базира на истоимениот мини серијал на французиот Жан Ксавиер де Лестрад од 2004 година, кој што во кој што имале нели за цел да ја прикажат фаличноста на американскиот правен систем, и случајот пред се на Питерсон им послужува како предмет на кој што се базира на нивната екзегеза, реализиран во 13 епизоди, иако првично беше замислена овој мини серијал во 10, беа достимани дополнителни епизоди во кои што се беа опфатени, односно случувањата кои се одвиваа во судските
простори во неговиот случај, односно неговиот Алфред Пли. Серијата брои 8 едночасовни епизоди, што значи дека за да ја изгледате во целост ви се потребни 8 часа, што е огромен временски простор, барем за мене, кој јас не можев да си го дозволам одеднаш и ја гледав цел викенд, 3 дена, иако ја збирав како што се појавуваше недела за недела во периодот кога беа објавувани епизодите. Препорачувам да си ја преполовите или да си ја изгледате во 2 дена ако можете, затоа што ако ја развлечете може и да загубите интерес, а и самиот тек на серијата да ви се протне низ рацете. Започна со емитување на 5 мај, кога беа објавени првите 3 епизоди, а потоа недела за недела се емитуваше нова епизода, завршувајќи на 9 јуни, односно буквално за 1 месец беше објавена, што е многу краток период за овој облик на серии, што е пред се за пофалба овој хибриден пристап, со тоа што имаме мамец со стримање на куп на епизоди на почетокот и прикажување на остатокот недела за недела. Тука се состои овој хибрид на двата начини на емитување на серии, што е функционален со оглед на тоа што е многу краток периодот кога се гледа една серија. Тоа значи дека пред се крати времето за емитување и исчекувањето на наредната епизода од емитувањето. Значи беше објавена на HBO Max, иако документарната серија се емитуваше на Netflix, играната е на HBO Max, а HBO Max постепено си добива значителна библиотека на изданија, иако служеше пред се како контейнер за ставање на сите серии кои што не може едноставно местото да си го најдат во HBO, но малку по малку си создава и своја архива, кои ви се достапни нели во нашите домови, за разлика од повеќето стриминг сервиси. HBO Max е достапна и во Македонија. Актуелни се со ТВ сериите Tokyo Vice, Gordita Chronicles, Not So Pretty, On My Way with Irina Rhymes, и во најава се Pretty Little Liars Original Sin, Rap Shit, Love and Death, Degrassi, Circle, Crime Farm, Пингвинот исто така ќе биде таму, Dune The Sisterhood исто така ќе биде таму, така што HBO Max имаат што да понудат во иднина. Во Staircase стана збор за смртта на Кетлин Питерсон, глумена од Тони Колет, а незиниот сопруг, глумен од Колин Фирт, е обвинет за извршување на незиното убиство, кој што па тврди дека половина часот како таа се упатила во внатрешноста на домот, откако претходно седеле кај базенот, ја има пронајдено мртва. Серијата го опфаќа и снимањето на култната документарна серија од францускиот режисер, која го разработува пред се случајот и продолжителните жалби и спогодби на самиот крај на судскиот процес. Така што серијата е сеопфатна и ги вбројува и овие елементи кои што биле значаен дел од животот на Питерсонови. Ова е семејство во кое тврдоглавиот татко не сака да говори за својата бисексуалност, ниту со сопругата, ниту со неговите деца, што параѓа сомнеш кај нив за исправноста всушност за неговите искази, со оглед на тоа што премолчува тајни од нив. Неколку од децата исто така имаат проблеми со обелоденување на нивните сексуални пориви, други се справуваат со новонаснатата ситуација со премолчување, трети со алкохолизам. Односно, во рамките на оваа серија се опфатени сите теории за извршување на убиствата кои што на еден или друг начин се реализирани во таа хипотетичка ситуација, со оглед на тоа што во различен стадиум на судењето тие се представуваат, од кои што едната е несреќата за дека Кетлин се има лизнато и паднала, ја удрила незината глава, другата е дека Майкл ја има претепана со машата, а најневообичаената е тоа дека ја има нападнато орал во незиниот двор и односно буф, се извинувам, буф, тоа е теоријата со агресивноста на овие ноќни животни кои што наводно ја нападнале и гремнатините кои што се наоѓаат на незиниот череп се од животинско потекло и губејќи ја равнотежата таа паѓа по скалите и ја повредува незината глава. Така што ќе погледнете по една итерација од трите искази по кои што се
создава одбраната или нападот во зависност од тоа од која страна на правните субјекти застанувате. Така што трите теории се на визуализирани од страна на Кампус и неговата идеја секако нападот на животното. Не ми се веруваше дека ќе може да биде составен дел од серијата и дека ќе го вклучат со гледам тоа што се држи некаков си сериозен тон, меѓутоа и тоа како добро е само е реализирано и изведено и до тој степен е убедливо што ни на крај памет не би помислиле дека нештото би можело да се случи, меѓутоа ете, благодарение на визуализацијата на овој чин и тоа како може да се имплицира дека и тоа е едно од сценаријата кое што е функционално и убедливо. 911, Cryoptera, The Great Dismembler, Common Sense, The Breeding Heart, Red in Tooth and Claw, Sick and Yes Shell, America's Sweetheart or The Time Over Time се насловите на 8-те епизоди. Кампус заедно со Инди филмската издавачка куќа на Пурна го продуцира проектот, го начнува продуцирањето проектот уште 2008 година, со тоа што дури Харисон Форд бил извршен продуцент во одредена фаза во одреден период. На 31 март 2022 HBO Max ја најавува серијата дека ќе биде составен дел од овој стриминг сервис. Започнува со снимање на 7 јуни 2021 во Атланта, Џорџија и завршува со снимање во ноември 2021. Се разбира дека има контроверзија околу серијата, не би можела една ваква серија да помине без нив, а францускиот режисер кој што ја работи документарната се побуни дека симптоматична им била монтажата со која го покажале во позитивно светло Питерсон во документарната серија, што е составен дел од играната, како и употребата на невистините факти во серијата, според него, со оглед на тоа што тоа се фикциони сегменти кои што прво игра на серија и нема потреба да се следи документаристиката која што тој има направено до точка, со оглед на тоа што имаат огромен простор за дополнување, филување и избогатување на фикциониот материјал, што не му е јасно очигледно на овој режисер. Меѓутоа, кога треба да се мрчи, тоа е самиот Питерсон бил револтиран зашто не бил информиран за снимањето на серијата, а уште повеќе револтиран зашто французинот му ги има продадено правата за неа, заради тоа што пред неколку епизоди ви говорев дека кога се вклучени субјекти од документарни серии или па некакви си криминалистички случаи од реалноста, каде што се уште има роднини или се уште се живи субјектите, ТВ сериите прават еден интригантен потват, а тоа е откупуваат права, например, од подкасти, за да може да говорат за ликовите за кои што се говори во подкастот и на еден начин заработуваат и авторите на самиот подкаст, меѓутоа никој не може да го спори, да ја спори пред се употребата на во фикциона верзија се разбира, во рамки на фикциони ликови од постоечки личности од реалноста и постоечки луѓе од реалноста, така што тука се прави таа замка со тоа што не мора да бараат дозвола од луѓето кои што ќе бидат прикажани во некаква си фикциона форма. Меѓутоа, во оваа ситуација, со оглед на тоа што, например, We Crashed или Dropout или неколку други ТВ серии, Супер Памп, например, сите тие се базираат на подкасти кои што се за одредени луѓе од реалноста и затоа може да бидат снимени. Во овој случај правата за правење на фикциона серија се купени директно од документарната серија која што е работена за Netflix, така што прилично збунувачки и преплетени се тука луѓето што ја мразат играната серија, а тие се тие кои што ги отстапуваат правата за да се создаде истата и за да се твори за Майкл Питерсон и неговото семејство. Така што контроверза неизбежна едноставно за оваа серија да ја има. А тука ќе направиме кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме можеби најагресивниот бенд за денес, My Diligence. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Брисел, од Белгија. Комбинација на пост-рок, прогресивен рок-н-рол,
пустински призвук и слач. Една огромна доза на слач има во нивното студиско остварување The Matter, Form and Power, од кое што ќе слушнеме и насловната композиција, како и Celestial Kingdom. Потоа ќе слушнете една најава за прошетка низ домот на Питерсонови и ќе ви говорам потоа за ликовите кои што ќе истретнете во тој дом. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 85-то издание на емисијата TV 103, посветена на ТВ серијата The Staircase. Во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за актерите, актерките кои што ќе ги пронајдете во главните и воспоредните улоги. Именно серијата е проведена и предводена, се извинувам, од Колин Фирт, кој што го глуми Майкл Питерсон. Тоа е писател и политичар кој што живее во Дорам, односно местенцето каде што е ситуирано действието на оваа серија од различни временски инстанци. Под истрага се неговите финанси и пред се приватниот живот од страна на полицијата и од документарната екипа која што го документира пред се неговото живење и однесување по смртта на неговата сопруга, со оглед на тоа што тој е обвинет за извршувањето на убиството на неа и ќе помине една деценија во затвор пред да поднесе Алфред Пли, што подразбира, значи, е прифаќање на вината на убиството, иако се изјаснува дека е невин, меѓутоа го прави овој Алфред Пли за да може да излезе од затвор со оглед на тоа што американското правосудство го овозможува тоа, бидејќи има веќе отслужено дел од неговата казна. И се заљубува, се распира, во монтажерката на документарната серија која што е снимена за него, односно човек кој што ја криел својата бисексуалност со страна на неговите деца. Наводно неговата сопруга била запознаена за овие негови тенденции, на кои што долго и на широко се разработени во рамките на оваа ТВ серија. Иако интригантен факт е тоа што неговата прва сопруга починува едно 20 години претходно на скалила во Германија. Наводно е анеуризам во прашање, меѓутоа по подетално истражување и таа смрт е некако сомничава и не е до крај разјаснета или објаснета. Така што ликот на Майкл Питерсон е прилично симптоматичен и кој друг би можел да оглуми ако не Колин Фирт. Значи имаме еден оскаровец кој што умее да влезе под неговиот манеризам и да ја долови неговата агресивна страна, со оглед на тоа што ќе си ги крие своите тајни, меѓутоа и од друга страна да биде грижливиот татко кој што некаде повеќе, некаде помалку бил во функција на дадените обврски кои што ги има во контекст на самото семејство, меѓутоа покажува и една друга страна која во серијата има многу значаен удел за тоа дали може да му се препише злоделото или не. Наспроти него имаме одличната Тони Колет, која што глума Кейтлин Питерсон, таа е втората негова сопруга, мајка е на Кейтлин. Таа била на висока извршна позиција во фирмата, таа е била сакана од членовите на фамилијата, од сите деца кои што ги има, која завршува мртва на скалилата во домот и во серијата можеби најголем простор се остава за разлика од документарната и од која друга итерација да се направи, огромен простор се остава на ликот на Кетлин, односно на Тони Колет, да може да забележиме всушност зошто е таа толку значаен губиток за самото семејство и тоа е причинител број 1 зошто е успешна серијата. Со оглед на тоа што ова е девиза која сите треба да ја знаете и да ја научите, заради тоа што не може туку така да се убиваат ликови од филмови или серии, доколку гледачот не му е грижа за нив. Значи, оваа серија на најдобар начин докажува зошто треба да имате симпатии кон ликот на Кейтлин Питерсон и колку е тоа значајно за да се воспостави таа спрега со гледачкиот аудиториум за кога ќе биде одземен низиниот живот на најбрутален можен начин, да ја има таа нераскинлива нишка која што е воспоставена со неа и секое нејзино спомнување или појавување на екран ќе буди некаква си емоција, така што ова е многу значајна писателска одлика која што треба да ја поседува секој автор, сценарист, како сакате наречете го, заради тоа што ако не се воспостави таа нишка помеѓу гледачот и ликот кој што треба да биде анулиран,
тука веќе имаме проблем со секој филм или серија со кој што едноставно убиваме ликови за кои што не му е грижа на гледачот, и ако веќе не е инволвиран во губитокот на тие ликови, не може да очекуваме дека ќе има некакви си позитивни погледи на самата серија. Едноставно ќе биде исклучен, дистанциран, за разлика од тоа што Тони Колет најдобро знае и умее да го оживотвори овај лик пред се, со кој што на гледачот му е грижа, зашто е одземен незиниот живот и придонесот престе кој што го имала и позитивното влијание и действие кое што го имала кон незините деца и соработници. Майкл Штолберг го глуми Девид Рудолф, тој е адвокатот на Майкл, кој го прифаќа случајот, кој вреди $500,000 на заработка за него, кој кога ќе се донесе пресудата за затворање на Майкл се дистанцира, меѓутоа Девид се согласува дека ќе го работи неговиот случај, тој е попознат дека е строг адвокат и дека се заложува за случаи во кои што обвинети се негови клиенти кои наводно се невини, меѓутоа во очите на јавноста веќе им е пресудено, така што Девид и поради тоа и се нафаќа на овој high profile, како што ги викаат во Америка овие високопрофилен случај. Дейн Дехан е Клейтон Питерсон, тоа е најстариот син на Майкл Питерсон од првиот брак, кој што си има и тоа како големи проблеми со законот во минатото и таа проблематичност која што има во рамките на неговото криминално досие, се што ќе каже, секогаш неговото досие ќе биде ставено во преден план, така што тоа што на Spring Break направил закана со малтене терористички напад, тоа ќе биде една црна дамка во неговиот живот кој што ќе биде едноставно нема да добие кредибилитет секое негово кажување или сведочење. Оливија де Жонг е Кейтлин Атабер, се извинам, Кейтлин Етвотер, таа е Кейтлиновата ќерка од незиниот прв брак, иницијално го поддржува незиниот татко, односно Майкл Питерсон. Да не ги забраваме тука како составен дел од фамилијата, значи 5 деца има, кои што 2 машки и 3 женски. Уште второто машко е Тод Питерсон, кој што глуми Патрик Шварценегер. Тој е најмалиот син на Майкл од првиот негов брак, односно тоа е братот на Клейтон, а сестри на Кейтлин се Маргарет и Марта Ретлиф, односно таа Маргарет Ретлиф ја глуми Софи Тарнер, таа е ќерката на Майкл, посвоена по смртта на незините биолошки родители, и другата посвоена ќерка на Майкл е Марта Ретлиф, односно неја ја глуми Одеса Јанг, од кој што едната ќерка застанува на страната на таткото и ги премолчува проблемите кои што настануваат во семејството, а другата се обидува незините пориви кон истополовата љубов да ги изнесе на површина и се обидува да стапи во контакт со незиниот татко, да продискутира за незината сексуална определба, што нема да биде разбрана од страна на незината сестра или незиниот татко, така што има еден дисбаланс на хиерархијата на оваа семејство. И наспроти ова семејство имаме Розмари Девид, која што ја глуми Кендес Хант Замперини, таа е сестрата на Кейтлин, која што и тоа како ќе биде ревносно против Майкл и со незините искази ќе се обиде да стави клин во неговиот ковчег. И го имаме братот негов, Бил Петерсон, кој што ќе биде од помош во случајот на самиот Майкл, него го глуми Тим Гини. Јавниот обвинител на Дурам е Фреда Блек, која што ја глуми Паркер Пози, прилично конзервативна жена на таа функција, а за да биде актерската екипа засилена со едно многу значајно име од можеби едно од најзначајните на европската филмска сцена, а тоа е името на Жулиот Бинош, која што ја глуми Софи Брунет, односно таа е монтажерката на документарната серија од Франција, која што гледајќи го материјалот на Майкл се заљубува во него и стапува во интимен сооднос со него, и секако режисерот на документарната серија, односно метарежисерот во серијата е Жан Ксавиер Хавер, кој што го глуми Винсент Верминьон.
Тоа е францускиот режисер кој што ја работи The Staircase, документаристичката ТВ серија. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение на емисијата ги слушаме Smoke, односно ќе слушаме со композициите Lineage, Bereft и Motion. Тоа се три композиции кои што се наоѓаат на албумот, се извинам за момент, The Mighty Delta of Time. Ова е нивно албумско остварување кое што датира за бендот кој што ни доаѓа од Brentwood од Калифорнија, оформени од 2015 година, значи се под силно влијание и на Black Sabbath, и на Led Zeppelin, и на Rush, и на Sleep, така што имате стонери дум елементи кои што се ставени во преден план во овој одличен бенд, кој што ќе може да слушнеме неколку композиции од нивното издание The Mighty Delta of Time, а потоа откако ќе ги преслушаме овие композиции на психоделичниот Swamp Rock, ајде така да го наречеме, бенд со моќен грув, ќе слушнете и една најава каде Тони Колет и останатиот дел на екипата разговараат за ликовите кои што имаат можност да ги глумат во ова ТВ серија, така што уживајте со Smoke и потоа ќе ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата The Staircase. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 85-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, во која што ви говорам за The Staircase, а за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени спецификации кои што таа ги поседува, имено има најава со исцртување на собите од куќата и скалилата и пред се позицијата на луѓето кои што се наоѓаат во неа за време на смртта на Кейтлин. Како режисери се појавува и самиот продуцент Антонио Кампос, кој што режира 6 епизоди и само 2 се преоставени на Али Јанијак. Музиката, од која што ќе имаме можност да слушнеме неколку композиции за крајот на оваа емисија, ја работата Дени Бенси и Саундер Јурианс, кај што се истакнуваат ламентирачкиот сентимент пред се со помош на пијаното и гудачката свита, како едно нотно обележје на издишувањето на духот во самата куќа, во самата сценографија. Нели имаме скок во секоја деценија, како се менувал изгледот на куќата и пред се тоа е локацијата каде што се одвиваат сите чинодействија со оглед на тоа што самата куќа станува сопствен лик во серијата, како што можете да слушнете во поглед на фотографијата. Лайл Винсент и Майкл Свитак максимум вадат од кадрирањето од интериерот на самата куќа, играта со дневното и ноќното светло кое што ги вперуваат во рамките на создавањето на кадрите во самите интериери. Во поглед на монтажата имаме 4 монтажери кои си играат со скокови во време, своевидни елипси и прекрасно мешаат премини во истата куќа на две различни временски чинодействија, како што е на пример забавата која организира Тони Колет наспроти истрагата кај Колин Фирт со монтажа во кадар, каде што камерата се фиксира во самата врата и од која што еднаш излегува Тони Колет, меѓутоа се враќаат истражителите од иднината, така што тоа е еден прекрасен скок во самото течение на кадарот и уште едно гениално решение кога Тони Колет поминува покрај истражителите од иднината за да покрај скалилото каде што ќе почине, за да ја посочи ситуацијата дека се одвива забава во незиниот дом во незината периодизација, значи скоковите во време се одвиваат во еден непрекинат кадар, што е прилично инвентивно решение за самата монтажа на серијата со која што треба да се гордее. Погледна костимографијата и шминката, периодично од две едитите која се извршува убиството, имаме скок до денешницата и остарените ликови со се разбира Колин Фирт е помотрен во затвор заради тоа што нели треба да се избори за своето место тамо и има оживотворени живи бои има во костимографијата, додека е на пример Кейтлин присутна, така што минатото е секогаш во еден посветол тон и посветла нијанса за разлика од денешницата реализирано. Нема надприродни елементи,
освен уште ќе посочам бувот е прилично природна појава која што наводно треба да го изврши убиството, поглед на хумор и еротика, скоро и да нема хумор, помеѓу членовите на фамилијата евентуално некоја си мала досека, меѓутоа од еротика нема ни никаква трага, освен во сцените во кои што има допирање во самата сауна од страна на Колин Фирт, така што повеќе аспекти кон неговата бисексуалност се ставаат во преден план и една еротска сцена има која што е нормално скратена за потребите на серијата помеѓу него и Тони Колет, меѓутоа е прилично експлозивна и краткотрајна. Така што Колин Фирт е центарот на еротиката во рамките на оваа серија и конкретно неговите излети во биполарните рамки. Во поглед на флешбек цела сезона е на враќање наназад, нема поделеност на екранот, халуцинација, сем сите можни излези и исходи за изведба на убиствата, жанровски криминалистичка мелодрама, стилизиран јазик имаме на англиски, француски и на германски, со оглед на локациите каде што се одвиваат во текот на серијата, поглед на незините недостатоци, едноставно предолги се епизодите, се расплинува серијата на сите страни, така што си поигрува со фактите, што мене лично не ми пречи, затоа што е фикционо дело кое подлегнува на авторска интерпретација, меѓутоа знае да го загуби текот, а додека сме кај континуитетот на епизоди, со оглед на тоа што во секоја има некој важен проблем за случајот, не се чувствува толку голем замор и репетиција, но едноставно 8 часа се премногу и се губи, сакали или не ќе го загубите вниманието како гледачи, ама сите теории на убиството барем се прикажани на крајот на епизодите. Во поглед на градењето на ликовите има простор за сите ликови, но не дека многуте деца имаат некакви си интересни приказни за следење, ги има, едноставно се распленети, сестрите на Кетлин не се ни доработени, сепак фокусот е на Майкл и на неговиот случај, кој што се базира на самата серија на документарниот серијал, кој што е интегриран и е една метаражирање во самата серија. Во поглед на слични серии, можам да ги препорачам дека на криминалистичко рамниште или на рамниште на изнаоѓање на убиецот, пред се може да се направи паралела со началата на When They See Us, The Night Of, Unbelievable Anatomy of a Scandal, I Am The Night, Escape of Ed Danamura, Fracture, Truth Be Told, Defending Jacob, Dirty John, The Dropout, Worst Roommate Ever, Manhunt, Unibomber, The Undoing, Under the Banner of Heaven, American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, Interrogation, the Thing About Pam, The Girl from Plainville, Inventing Anna, The Act, The Sinner, Mayor of Easttown. Ова се серии кои што на некој начин допира до одредени проблематики кои што се главно доминантни во самата ТВ серија The Staircase, меѓутоа имаат некаква си поврзаност со нив, односно може да се впрегне некаква си паралела за чинителите во оваа серија, поглед на самиот атмосферата е драматична, се разбира, загарантирана е гледливоста и според мене е постигната убедливоста. Епилогот е содржи симптоматичен поглед и смеење под мустаќ на Колин Фирт, што може да значи се. Може да значи, ете, успеав некако да излезам од затвор, меѓутоа може да значи и повтор пат не ме фатија како убивам жена. Така што тоа го оставам на гледачкиот аудиториум да пресуди што точно се крие под неговата насмевка или едноставно се ослободи од Джулиет Бинош. Не знам. Не би знаел, меѓутоа трите констатации се функционални под неговиот насмев. 9 од 10 има од мене серијата, нема да има подобра серија работена на оваа тема, со оглед на тоа што Колин Фирт и Тони Колет се идеален избор за сопруга кој што ги предводат оваа симптоматична ситуација во која што се базира на вистинитиот настан на кој што е создадена оваа серија. Продолжение не знам дали треба да има, освен нели ако не умре некоја си друга сопруга на Майкл во меѓувреме и се обнови некакво си криминалистички случај против него или па некаква дополнителна недоследност се најде во судскиот процес, како што беше таков случај нели со оваа серија со вештакот кој што се чаламеше дека кој знае колку стотици случаи има работено, оствари на едноцифрен број случаи има работено и не е никаков експерт кој што е повикан да сведочи.
Како што веќе ви напоменав, за крајот на серијата, за крајот на оваа емисија слушаме музиката од самата серија, која што е работа Дени Бенси и Саундер Јарианс, односно тоа се момци кои што прв пат ги слушнав во подводните сцени на Марта Марси Меј Марлин од 2011 година, меѓутоа во меѓувреме тие имаат работено и музиката за Саймон Килер, потоа Good Marriage е нивната музика, Enemy на Дени Вилнев, ако не се лажам, ја работеа музиката дефинитивно овој тим, потоа работеа на Nasty Baby, работеа на Fear of the Walking Dead во 2015, 5 to 7, The Wolfpack исто така 2015-та, The Autopsy of Jane Doe наредната година која што работеа ТВ серијата Barry, ТВ серијата The OA, Кристин филмот, потоа нивна музика може да слушнете на Озарк, на American Gods, така што Носферату е нивна музиката, да не пропуштам нешто, до Devil All the Time, исто така одвратната ТВ серија Hellstrom, најдобриот дел на неа е, се разбира, музиката на ова дуо, секако хорор изданијата The Rental и прекрасниот The Lodge, исто така се работени од страна на ова дуо и ТВ серијата The Outsider, музиката за White Tiger, Tina и Becoming Cousteau се од минатата година, а од оваа година, освен музиката за The Staircase, ги работа музиката и за Night Sky, и за Outer Range, за Tokyo Vice, за Windfall и Pieces of Her. Во најава е God's Creatures, тоа е нивниот нов скор, а комбинацијата помеѓу ламентирачкото пијано и гудачката свита ќе може да ја слушнете во насловната тема и доколку имаме време ќе слушаме Cheers и The End. Вие го слушавте 85-тото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите на статуците на првата сезона на The Staircase. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!